скоро. Дојди, мили Исусе, во моево срце. Дојди, мили Исусе, во моево срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Мир вам, татко наш, Оче, татко наш, молитвата на Исус важна работа. Целото христијанство е собрано внатре. Татко на сите, татко наш, кој си на небесата, татко на небесата. Да се свети името Твое, тоа што треба да свети е името Негово. Да дојде царството Твое. Царството е Негово. Да биде волјата Твоја. Волјата е Негова. Царството е Негово. Силата е Негова. Славата е Негова. А ти кога славиш, синко, брате и пријателе, тоа е битна одредница. Таа те носи или по широката патека што води во пропаст, или кон потесната патека во духовно движење кон Исуса Христа. Знаете, кога ќе почнете да зборувате трите одредници, показни состојби, дека вие имате дух, дека духот ве води, вие ќе викате Господе Исусе Христе. Никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. Штом тие не викаат Господе Исусе, викаат нешто друго. Кога ќе дојде духот, значи духот треба да дојде. Каде? Па во твоето срце, тоа значи стариот да се оставиш, вие ќе велите татко, татко. Нема да викаш Боже, Боже. И потоа, кога тој ќе дојде, мене ќе ме прослави. Нема да славиш никого друг. Најважна заповед, одиме Матеј 22, па потоа ќе се осврнеме на поуката што слезе ноќеска. Знаете, на интернет ве гледаат и ќе се појават разни луѓе. Ќе ви напишат нешто. И вие треба, тоа е целиот момент, да вратите со љубов. Најважна заповед, кога фарисеите слушнаа, пазете, слушнале тие, кај сте ве деца? Дека ги замолчи садукеите се собраа заедно. И тие ќе ве напаѓаат сигурно. Кој ќе ве напаѓа? Па делумни христијани, лажни христијани, телесни христијани, псевдохристијани, кои не се во Исус, во кои нема дух, тие се телесни, немаат дух. И тие се мртви. Тоа е мртва вера, мртво христијанство. Еден од нив законник, искушувајќи го и ќе ве искушуваат, го запраша и рече, го праша, учителе, која заповед е најголема во законот? А тие знаат дека тој е учител. Која заповед е најголема? Ние имавме 10 Божи заповеди. Има некои деноминации се бават уште со тоа. Исус му одговори, возлюби го. Не само љуби го, возлюби го Господа, својот Бог, твој, татко на сите, со сето свое срце, со срцето, со сета своја душа, со сиот свој разум. На друго место, мислам во Марко, со сета своја сила има. Тоа е прва и најголема заповед. Да го возлюбиш. Кога ти ќе го возлюбиш, ти ќе му се поклониш. Кога ќе му се поклониш, ќе застанеш пред него. Ќе го отвориш твоето срце, ќе се покаеш. Кога ќе се покаеш, ќе бидеш исцелен, ќе дојде духот, ќе те научи да им простиш на сите. Никого да не осудуваш, да го носиш оклопот на праведноста, да не осудуваш. Посебно не други луѓе кои не се во твојата деноминација. Не е ова фудбалски клуб или државна национална припадност. Зборуваме за еден пастир и една црква. Тоа е прва и најголема заповед. Втората заповед е слична на неа. Возлюби го својот ближен како себе си. Кога Исус му вели, уште ли не си ме познал, Филип, покажи ни го Отецот, да го познаеш. Адам ја позна својата жена. Возлюби го својот ближен. Мирни во името на Исус, возлюби го својот ближен како себе си.
на тие две заповеди се држат целиот закон и пророците, и тие ќе ви речат, на тие две заповеди, па да, јас го љубам, ама, видите, ти немаш доволно љубов самиот да љубиш, да го љубиш непријателот свој сигурно. Тоа ви го кажувам дека немате шанса, па камо ли оној што не мисли како вас. Ти бараш помош од Исус, тогаш Духот доаѓа. Духот те води, Духот те обликува. За Давидовиот син, кога се собраа фарисеите, Исус ги праша и рече, што мислите за Христос? Они со свој ум, чиј син е тој? Му одговорија Давидов. И они го читаат словото буквално. И му рече, како тогаш Давид преку Духот го нарече Господ, велејки, му рече Господ на мојот Господ, седи од мојата десна страна, додека не ги положам непријателите твои во подножието на нозете твои. Пак е исто како што мислиш дека Господ Исус Христос е евреин. Телесно да во тело, но тој е син Божји. Така ако Давид го нарече Господ, како може тој да му е син? И тие велат Господ нема син. И целиот проблем е како да Исус го обвинува, он го нарекува Бог татко. Татко, тоа е целата суштина и не можат да го разберат. И велат Господи, Господи, и слават се и се што после. И вие гледате дека немаат дух, тие се телесни. Телесниот човек не го разбира духовното. Тие се телесни и немаат дух. Словото без дух е мртво. И тоа е мртво слово. Ти само знаеш некои податоци. Никој не можеше да му одговори од тој ден. Никој веќе не се осмели да го праша. Видите, дали ти можеш да бидеш воден од духот? Он да ти покаже. И сега ќе дојдеме ние до овој момент. Исус ја навестува својата смрт, Матеј 16, 27, 23. Оттогаш Исус почна на своите ученици да им открива дека тој треба да отиде во Ерусалим, да пострада многу од старешините. Од старешините пострадува првосвештениците, книжниците, да биде убиен и на третиот ден да воскресне. Значи, тие што мисла дека го знаат Словото. Петар го повлече настрана, почна да го одвраќа, велејки, биди милостив кон себе, Господи, ова сме го читале порано, тоа со тебе нема да се случи, но Исус се заврте, му рече на Петар, бегај од мене, Сатано, ти си ми соблазна, зашто мислиш не на она што е Божјо, туку на она што е човечко. Ете, тоа се тие и се појавуваат на интернет. Се појави еден интересен пријател, го познавам од понатаму, од претходно, беше во една заедница, направи таму, излажа, лажно сведочеше, направи, потоа им кажал луѓето дека воопшто не ни бил таму, бил само да ги контролира, значи ние зборуваме сега овде за религиско разузнавање, за шпион, замисли. И сега ми пишува, ме соблазнува нешто. Јас вака, јас така, ми се обраќа дури по име. И знаете, некогаш веднаш велам не, да, не, среќен ти пат, не сакам да влезам во расправи со телесни луѓе кои не разбираат ништо. Тогаш Исус, видите, ако го отворите неговиот профил, ќе видите, постира вицови, шеги за женски, за секс. Да му речам, покажи ми ја својата вера, без дела. Верата без дела е мртва и ти тогаш имаш мртва вера. Пази се, година понатаму. Тогаш Исус му говореше на народот и на учениците своји, велејки, на Мојсеевиот стол седнаа книжници и фарисеи. Почнаа сами да се назначуваат. Затоа се што ќе ви кажат да пазите, извршувајте. Според делата нивни не постапувајте. И се тие градат зграда, возат джипови, велат не палете огнови, фрлаат крст во реката. Крст во реката, тоа врска нема, јас им објаснувам што значи тоа. Не им пречи, например, ноќна вештерките или Содома и Гомора, LGBT, не смеат да кажат против тоа. Не им пречи, например, што од 4 сабајле некој пушта на разглас верски пораки. Не им пречи што крадат и лажат политичарите, ретко кој се спротивставува, си извршуваат обреди, си наплаќаат. Тие говорат, но не извршуваат.
Тие говорат само. Врзуваат бремења тешки и мачни за носење, ги клаваат врз плеките на луѓето, сами не сакаат со прст да мрднат. И сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето, ги прошируваат своите записи, така си пишуваат они за Библијата, они си ја толкуваат, ги продолжуваат ресите на својата облека, носат долги мантии. Сакаат прво место во гозбите, предни места во синагогите. И поздрави по улиците да ги викаат луѓето рави, рави, учителе. А вие немојте да се нарекувате рави, зашто еден е вашиот учител Христос. И вие сите сте браке. Дали Исус вас ве учи? Не ве учи, зашто мојот роднина во Австралија, Вујко, побарал таму од местната црква. Библијата им рекле, ние не работиме по Библија, по канони работат. На соборот во Никеја, 3-4 век, си изгласале некои работи, но ќе дојдеме до тоа. Никого на земјата не викајте го свој татко, зашто еден е вашиот татко. Тој е целата суштина, татко и дете. Ако не го разбираш тоа, не можеш да го сватиш. Ќе викаш Господи, Господи, не сите што викаат Господи ќе влезат. Кој е на небесата, наставници, немојте да се нарекувате, зашто еден е вашиот наставник Христос. Најголемиот меѓу вас да ви биде слуга, зашто кој се воздигнува ќе биде понизен. Кој се понизува ќе биде воздигнат. На друго место вели себе судете се, не другите. Ти излегуваш од своето трло на телесна заедница и напаѓаш некој друг што не припаѓа таму и го обвинуваш. А не ги обвинуваш твоите, например. Погледни како се однесуваат тие, дали тие направија нешто, дали се вистински духовни водачи или се слепци кои водат слепи. Најголемиот меѓу вас да ви биде слуга, кој се воздигнува ќе биде понизен, кој се понизува ќе биде воздигнат. И они славите ги сваќаат како некои телесни обредни состојби, носат звездички, носат икони, носат ова, рипаат, скокаат, се капат, вапцаат, крескаат, пеат некои песни, 2-3 песни за 2000 години, нема други. Најголемиот да ви биде слуга, зашто кој се воздигнува ќе биде понизен, кој се понизува ќе биде воздигнат. И потоа јас се прашувам како е можно деноминација, значи бугари, грци, македонци, срби, црногорци, руси, украинци, сите се иста деноминација, како се вика тоа. А сега овие не ги љубат тие. Пазете сега, тоа е интересно. Тешко вам, книжници и фарисеи, ето тој им го кажав, лицемери, кој е одговорен за состојбата? Затоа што го затворате Царството Небесно пред луѓето, ги плашите луѓето, дека тие што ви зборуваат за Библијата, Исус се секта. Они ги викаат нововерци. Па да, ние сме по Исус нововерци. Вие сте староверци, си веруваш во обредната литература, во обредната традиција македонска народна култура. Зашто ниту вие влегувате, ниту ги пуштате да влезат оние што сакаат да влезат во Царството Божјо. Видете? Интересен момент во Царството Божјо. И сега соблазна, што значи? Значи, Петар му вели тоа нема да се случи. Исус му вели на Петар, бегај од мене, Сатано, во името Исусово, зашто мислиш на тоа што е човечко, а не на она што е Божјо. Тој ми вели, црквата им била апостолска. И дали имам љубов кон македонските отци? Се појави први нови човек, кој што беше шпион. Мислам, сум пробал, гледам дека не прима човек. Кога не прима некој, не се што е повеќе од тоа, ставаш ограда. И го тргнав од профилот. Што ќе му објаснуваш кога тој самиот признал дека бил шпион во другата заедница? Значи, големата црква праќа шпиони во малите цркви. Пазите го тој момент на што се занимаваат тие. Дали имам љубов кон македонските светци? Пазете сега. Имам љубов, не јас, кон се создадено од единствениот Отец, Татко на духовите. Тоа е љубов која никогаш не престанува, но љубов кон вистинскиот Отец. Татко наш на небесата, Отец на сите, кој создал се и мене ме создаде, долго трпеливо, многу милостив. Милостиво ве чека да се покаете и вратите кај Него. А вие не го правите тоа, вие си живеете свој живот, своја вера, своја црква, празна вера, мртва вера, тврдо срце. Знаете, параболата за духовната приказна ја знаете, за блудниот син.
му го дава својот имот, тоа е тоа животот, душата, телото. Телото од земја, душата и вдахнат дух, го потрошил и се враќа кај таткото. Нема веќе што да јаде, духовно зборува. Дали ти сакаш да се вратиш кај таткото? И тие сакаат на земјата, ние сега ги гледаме тие последни времења. Тие ќе прогласат дека Бог е мртов и ќе измислат Бог свој. Кај таткото, откако потрошил се и паѓа на колена блудниот син. Ете го тој однос од татко. Татко е важен однос. Кога духот ќе дојде, ти ќе велиш, ава, оче, погрешив пред тебе и пред негото. Или ти не си грешен, ти си апостолска црква, автокефален си. И мислиш дека си христијанин ако рипаш по крстот. Тоа е адет од античка Македонија. Пеонците го фрлале царот во реката. Еден ми вели, па дај да го фрлиме ние. Премиерот. Не треба да го фрлите во свештеникот. Да се прочисти, да знае од кого е зависен. Пазете, го фрлаат во реката. Орфеј простувал гревови на вода и исцелувал. Елеусински мистерии влегувале во реката, тоа е прочка, и се простувале едни на други. Татко, погрешив пред тебе и пред немото. Дали си го направил ти тоа? Ти воопшто не знаеш дека имаш татко, татко на сите. Вика, наместо апостолска црквата да биде Христова, ќе беше подобро. Исусова ќе беше подобро за вас. Но ако самите знаете, ти обвинуваш други, гревот ви останува. Гревот ви останува, крвта ваша на главите ваши. На собир во Никеја во 3-4 век. Со човечко гласање. Со човечко гласање. Пазете, е изгласано Богородица да биде Бог, светец. Светците да се слават со човечко гласање. Со 2 прста. Мирни во името на Исус. За иконите е дозволено и фреските. И тогаш се направени каноните. И тогаш вие го имате тоа, нашата вера, апостолска вера, православна вера. Да, тоа е ваша вера, не е на Исус. Потоа и католичката која е копија на ова со други имиња. И сето тоа е внесено за време на цар Константин по еден сон, по една битка, го сонува крстот, го става на штит, го црта на штитот на војниците, победува и го дозволува христијанството како претходно ги горнале, ги убивале во катакомбите. Умирале со зборовите, буквално вака, христијанин сум, так, христијанин сум. Дали ти ќе останеш и ќе викаш христијанин сум или ти си нашата вера, православна, католичка, протестантска или било каква? Зошто си дал име на земна црква? Кој ти дал право да продаваш, да наплаќаш обреди, да продаваш Библии? Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Мирни во името на Исус. Значи, цар Константин роден во Најс, Ниш, и така е тоа, каноните се направени. Потоа Мартин Лутер Кинг излегува. Мартин Лутер прави реформација. Словото треба да се држиш. И ти ги напаѓаш тие што се држат за Словото, а ти што се држиш за каноните. Ете, кучињата се збеснати, се борат за територија. Мирни во името на Исус. Арахма Сандалај. И сега, цар Константин изгласал и тие имаат нашата вера, вашата вера, нашата вера. Апостолска, православна, католичка, внесена во христијанство, а јас треба да го бранам Евангелието. Апостол Павле, јас треба да го бранам Евангелието и еве, никого на земјата не викајте го свој татко, зашто еден е вашиот татко. Еден е вашиот татко. Целата суштина. Мирни во името на Исус, кој е на небесата, Матеј 23:9. И тие се ќаваат сатанско присуство. Вие ми зборувате за светци, свети, дали ги љубам? По царскиот Исусов закон, да, ги љубам. По вашите телесни земни канони, не ги љубам, не ги славам. Не се поклонувам никому. Знаете кога на ангел Јован му се поклонува? Стани и јас сум слуга како и ти. На ангел не му се поклони, ќе се поклонувам на некој тука. Не славам и не се поклонувам никому, освен на Исус и Отецот Небесен. И ти сега толку си затворен, затруен од доктрина, напаѓаш луѓе кои се држат за Светото Писмо.
Нема христијанство вон Светото писмо и без разлика што телесно го поделиле и протестантите на повеќе деноминации. Со телесно читање, со човечка амбиција, зашто мислиш на тоа што е човечко, се поделиле методисти, конгрешани, баптисти, евангелисти, пентакосна, харизматска, адвентисти и други исти. И не славам, не се поклонувам никому, освен на Исус и Отецот Небесен. Се лажете, зашто не ги познавате писмата, ниту силата Божја. Рахмастарам. Матеј 22:29. Мирни во името на Исус. Силата Божја. Не ги познаваат писмата. Се држат за канони. Да го возлюбам Господ својот Бог со сето срце, со сета душа, со сиот свој разум. Кој си бе ти? Марш од тука, ајде! Марш! Друго куче дојде. Со сиот свој разум. Мирни во името на Господ Исус Христос. Да го возлюбиш Господ со сето срце, сета душа, сиот свој разум. Тоа е прва и најголема заповед. Да го возлюбиш. А втората е слична на неа, возлюби го својот ближен како себе си. Матеј 22:37-40. Но пази, ако тој останува блудник понатаму, па уште хули, ти го применуваш принципот на Исус кон апостол Петар. Бегај од мене, Сатано, зашто мислиш на тоа што е човечко. Но вика, поучувајте се едни со други. Поучувајте се едни со други. Славата е на Исус и Отецот, и царството, и силата, и волјата, и се во тебе е Негово. Ако ти му се поклониш на вистинскиот Отец и добиеш водна бања во Словото, осветување, чистење, родение во дух, нема да бидеш телесен мртов и ќе викаш татко, татко, и ќе викаш Господе Исусе Христе, и ќе го славиш само Исус, и цел ден ќе повторуваш Господе Исусе Христе, и ќе го прославиш Исус во твоето срце, и ќе му предадеш се да те учи, води, обликува, калеми и наставници. Немојте да се нарекувате, зашто еден е вашиот наставник Христос, Матеј 23:10. И тој сега свети отци некој, и од тие чита некои канони, и по тие ги цитира и постапува, и среќам академски професор, победи го злото со добро, Свети Климент. Не знае дека тоа во Библијата. Друга професорка цитира стих од Библијата и вика како што велат србите. Например, око за око, зап за зап или не знам. Она не ја прочитала Библијата, не си ја прочитал Библијата, синко, и осудуваш тук слуга. Пази, Исус да те укори. Исус да те укори. Наставници, немојте да се викате, немојте да се нарекувате рави, зашто еден е вашиот учител, Христос, а вие сте браќа, Матеј 23:8. Кој е твојот учител? Наставник, Отец. Тоа одредува дали си жив или мртов, дали само на Отецот и Исус му се поклонуваш и славиш, или имаш и други татковци, свети, достојни, недостојни, надоли на сенка смртна, земна деноминација, телесна, поделена, апостолска црква, наместо вистински да биде Исусова, Христова црква, да биде Исусова едно стадо и еден пастир. Тука сум да го бранам Евангелието. Дали сум имал љубов кон македонските светци, а бугарските светци, пазете сега, тука сум дали ги љубам македонските отци. И сега ние кај доаѓаме сега? Пазете го сега овој момент. Дали грците и болгарите кои се православни ги љубат македонските православци? Тие не само што не ги љубат, не ги признаваат, сакаат да ги сничкосаат за навек. Каде е тогаш таа православна љубов? Зарем не гледаш дека нешто не е во ред? Човеку, само Исус и Отецот се љубов која никогаш не престанува. Те сакам, Господе Исусе Христе,
и уште повеќе ќе те љубам. Само на Исус му се поклонувам, на сите оние што хулат и струени од големата деноминација. Јас им реков дека виновни за состојбата во државата е големата црква. Нивните водачи, фарисеи, садукеи, писмознанци. Тие се виновни. Не се бунат, не поучуваат, не се пример за Исус, ја немаат силата, не ги познавате писмата и не ја знаете силата Божја. И тие се мртва вера, празна вера, автокефална вера, нивна црква и се далеко од Исуса Христа. Слава ти, Господе Исусе Христе! Љубовта Твоја да ги преплави сите, не за сатаната и смртта, да за Исус во Македонија. Во македонскиот духовен живот бегај од Македонија, сатано. Сите слепи водачи надвор од Македонија. Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. Пред мене, зад мене, околу мене, во мене. Исус живее. За секогаш Исус. На секаде Исус. Во секого Исус. Амин до Божјо царство небесно. Исусе и само Исусе. Кога ќе дојде Духот, мене ќе ме прослави, вели Исус. Штом ти не го славиш Исус, немаш дух. И ќе викаш татко, ава, оче. И од сабајле до вечер ќе повторуваш Господе Исусе Христе и нема да имаш никакви отци. Еден е Отецот. Не викајте никого на земјата Отец. Отец, еден е Учителот. Еден е Создателот. За секогаш Исус. Амин до Божјо царство небесно. Амин. И со мене отплата секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Кој е жеден, нека дојде, кој сака, нека земе од живот